Тоа беше мандолинскиот оркестар Скопје, кој што, како што кажавме и пред малку, има свој концерт на 11 ноември во камерната сала на Македонската филхармонија, а сега време да ја имате честа и вие, но и ние први и ексклузивно да го погледнеме видеозаписот и да ја чуеме песната која што годинава ќе не представува на јуниорскиот Евросонг во Тбилиси, Грузија. Miracle е насловот на годинашната песна, а ја изведува нашата исклучително млада и талентирана Нела Манчевска. Со нас во студиото тимот кој што изминатите месеци работеше на подготовка и на песната и на видеозаписот. Дијана Гугова, одговорен уредник на МРТ5 и шеф на делегација, Љупка Јакимовска, креативен директор и секако нашата млада звезда Нела Манчевска. Добре ни дојдовте во наш подиум. Добро ве најдов. Добре најдовме, благодариме за поканата. Ја некако сум многу возбудена на премиерно и две чекам да го видам видеозаписот и да ја чујам песната, бидејќи досега ја немам слушнато, вие веќе си ја знаете. Има ли исти чувства и кај вас сите пред да представиме на јавноста? Нела? Да, многу сум возбудена. Мислам дека на сите ќе им се допадне. Тоа е добро. Тоа значи дека сме позитивни. Тоа значи дека сте позитивни и подготвени. Апсолутно. Дијана, вие сте веќе 3 години шеф на делегација на детската Евровизија, на јуниорскиот Евросонг. Секогаш има предизвици неминовно во работен процес, но ета како падна изборот да токму Нела биде девојчето кое што ќе представува нашата земја на овој голем настан? Така. Секоја година носи свој предизвик, колку и да знаеме целиот проект да го знаеме, секоја година има нешто ново, нешто поразлично и нешто кое што дополнително не мотивира да работиме многу повеќе. Нела Манчевска е избрана по пат на аудиција, жирито веројатно го препозна она кое што го бара европската сцена, исклучителните вокални способности се разбира, но и оној X фактор кој што е потребен. Така. Нела, како се чувствуваш, еве, пред самиот настап, со оглед на тоа дека ќе ја представуваш нашата земја пред милионска публика? Да не те плашам сега, ама... Немојте му. Љупка ќе смири после. Многу сум возбудена и навистина знам дека многу добро ќе представам нашата држава и се надевам дека ќе ви се допадне. Така, вокалните способности ги имаш. Љупка? Да. Песната навистина е и емотивна и те има... Таа импозантна, магична и Така. одговара на карактерот на Нела. Заедно мислам дека ќе биде едно убаво дело. Така, може ли да ни кажете, еве, Љупка, вие како креативен директор, како изгледаше создавањето на целиот тој визуелен концепт, или пак да ни откриете, еве, што ќе погледнеме на сцената во Тбилиси? Најважно во визуелниот концепт беше тоа дека требаше да се долови навистина магијата на Miracle, заради тоа што е една исклучително многу добра песна на Лазар Цветковски, веќе ако го спомнуваме да го поздравиме, кој што не само што е моќна, туку е и навистина не знам, зборовиот што е убава најград. Да, сето она што зрачи од Нела надвор од неа. Така да тоа беше и визуелниот концепт. Се задржавме до она да истакнеме светлината, да ги истакнеме топлите тонови, да истакнеме Нела како една светла точка во сето тоа. Ајде, кога веќе го спомнавме Лазар Цветковски, кој е тимот кој што стои за целата реализација и на песната и на видеозаписот? Лазар Цветковски ја направи музиката и аранжманот, музика која што е наведум нежна и емотивна, но верувајте многу моќна песна. Магдалена Цветковска се подпишува за текстот. Кога сме кај текстот, морам да кажам, барем јас лично така да го доживувам, а разговаравме и ние и тимот дека веројатно и некој тивок разговор со сопственото срце, секој збор кој што го напиша Магдалена носи порака, потсетник дека чудата, да, се возможни. И ние, секој дете е чудо. Така, Нела, што прво почувствува еве ти кога ја слушна песната? Ајде, не само мелодијата, кога го виде текстот. Јас стварно се пронедов во таа песна. Многу ми беше убаво дека пронедов мојата песна за мене. И навистина текстот е напишан по мене. Така. И затоа се пронаѓам највеќе
текстот. Колку беше важно ете да се запази таа нежност и таа невиност која што ја носи Нела во себе за да постигнеме добар пласман. Јас верувам, односно знам дека Лазар и Магдалена создадоа дело кое што и додека создаваа песната најмногу внимаваа на тоа. Не можеме Нела да правиме нешто што не е, да биде изведувач каков што не е. Многу и го погодија сензибилитетот и верувам дека песната и спотот, да, и карактерот и песната и спотот ќе биде уште подобро пренесен на сцена благодарение на Љупка Јакимовска. Така, Љупка, вие сте ни некако како дел од семејството на македонската телевизија, ги подготвувавте и минатите представници на јуниорскиот Евросонг, пошто е посебен овој настап. Овој пат имаме една помирна, но многу моќна девојче кој што навистина има исклучителни вокални способности, повторно ќе кажам, исклучителен талент кој што навистина треба да излезе од рамките на нашата држава и во рамките на цела Европа. Се надевам дека ќе го доловиме тоа на сцената, што е можно најдобро. Вие го имате искуството и пристапот со... Навистина едно исклучително девојче кое што има исклучителна емоција внатре. Така да, таа кохезивност со сцената се надевам дека ќе ја донесеме и ќе ја доловиме на публиката. Одбрани ли се костимите? Одбрано ли е оние помали детали кои што го прават магичен? Само можам да кажам дека костимот ќе биде заедно со визуелниот концепт воедно, значи заедно ќе ги споиме Нела, костимот и нормално сценскиот настап. Морам да ви извлечам многу стемните истини. Ама ти знаеш, Јаглика, дека нема да кажеме, дека нема да открие. Мислам дека треба да оставиме гледачите сами да го видат моментот и сами да го доживеат сето она за што ние работиме задниве месеци. Така, напоменавме дека песната има една јака порака на верба, на надеж, на моќ. Кога би требало да ја опишете Миракл во една реченица, ева за сите три прашања, која би била таа? Нела? Па таа е навистина чудесна и за мене е многу посебна песна и многу емотивна и мислам дека на сите гледачи ќе им се допадне. За мене представува она светлина која што имаме внатре во нас и која што зрачи и не носи ни животот и не тера да одиме напред. Чуда се случува. Чуда се случуваат. Ако чекаш од мене во една реченица да кажам, веројатно ќе ми треба многу повеќе од една реченица и сама. Во два збора, во една реченица. Во два збора емоција. Емоција, нежност, сила и љубов. Оно што е најважно. Тоа е чудото, нели? Имате време до 12 декември да се подготвите. Така, на 12 декември е генералната проба, односно тоа е вечерта кога гласа жирито, интернационалното жири од секој јавен сервис, од сите земји учеснички, а веќе на 13 декември гледачите на македонската телевизија ќе имат ексклузивна можност да го погледнат 23-тото издание на јуниорскиот Евросонг, директно од Тбилиси, Грузија. Не споменавме дека Грузија е минатата година четврти пат победи, мислам дека е рекордер кога станува збор за победи на јуниорскиот Евросонг. Во моментот гледате инсерти од отварањето минатата година. Оваа година исто така се најавува величинствено отварање и нема да зборува многу. Мислам дека е време да го видиме спотот. Имаме уште време, сакате да ве држам во неизвестност? Благодариме многу што бевте наши гостинки. Посакуваме успешен пласман, Нела. Да не представиш најдобро што можеш. Сигурни сме дека ќе го дадеш својот максимум на сцената, имаш одличен тим до тебе. Се радевам. Може да додадам уште нешто. Извини, Ајде, професионална деформација. Видео спотот е во режија на Огне Шапковски, директор на фотографија Кристијан Теодоров. Момците завршија одлична работа. Верувам како што нас не се допадна, така ќе им се допадне и на гледачите. Прекиниме веќе тука. Време е да го погледнеме видеозаписот, да слушнеме песната Миракл, која што нашата Нела Манчевска со која што ќе не представи на детскиот јуниорски Евросонг во Тбилиси, Грузија. Останете со програмата на македонската телевизија, посетете го бутикот Резервт во Сити Мол или пак во Изгейт и имајте убава вечер и убав предстоен викенд. Следува оваа ексклузивна можност за вас.